Чуда без зборови, приказната која се голта со очи, представена пред кочанци. Преку следење на представата во самата личност се пробудува креативната имагинација, која се поистоветува со инспирацијата. Комбинацијата од мисли кои се наоѓаат во човековиот ум е различна кај секој човек. Мисли кои представуваат минато, сегашност и иднина и кои ја представуваат емотивната слика на чувствата. Задоволство ми е да учествувам во Кочани и да се представам пред вашата публика. Прв пат сум во Македонија. Одамна се занимавам со пантомимата, а со мојот партнер Вејмер заедно работиме цели 20 години. Шоуто вечерва беше прекрасно. Имагинацијата ги задава наредбите на подсвеста, што значи дека директно влијае врз нашиот живот. Таа е единствениот виновник за сите наши успешни или неуспешни дела, срекни или несрекни моменти, рече пантомимичарот Вејмер. Со вечерашниот перформанс се обидовме да направиме спој меѓу трагичното и комичното. Со пантомимата им помагаме на луѓето да ја развијат способноста да размислуваат, да фантазираат, да ја развиваат моќта на умот. Целта е творечката способност на умот да действува во совладување на некој проблем, да се развие способноста за креирање нови идеи, за изнаоѓање нови решенија. Целата приказна гледачите си ја замислуваат онака како што ја доживуваат. Морам да кажам дека во приказната има моменти кога некоја сцена допира длабоко во срцето, друга пак прави да се чувствувате заљубено. Чудата без зборови помина и без публика. Колку и да е голема придобивката од следење на културните настани во градот, а посебно на пантомимата, кочанци и на оваа несекојдневна представа дојдоа во мал број. Имаше едва и 15-тина. Инаку, со представата беше отворен меѓународниот фестивал на пантомима Панфис, чиј победник во 2008-та беше пантомимичарот Вејмер.